А како може да се урне Уставниот суд? Ние одлуки на Уставен суд не може да се коментират или не може да се обжалат на повисока инстанца, бидејќи нема. Уставниот суд е тој кој што проценува. И ние како би го совладале? Ова е сериозна пречка. Ние сега разгледуваме одредени правни лекови или мерки што не би ги соопштувале од оправдани причини и истите ќе ги известиме кога официјално ќе ја добиеме, бидејќи таму се стои во статутот, односно во деловникот на Уставен суд дека нивните одлуки стануваат на сила тогаш кога ќе бидат објавени, а рокот за објавување од 7 до 10 дена. Така да ние веќе имаме нешто припремено, разговарано и се надевам дека ќе успееме во нашата заложба. Јас сакам само една работа во контекстот што го кажавме. Ние со комората седнавме и разговаравме. Рековме веќе процесот го привршуваме за некои планови при крај. Дојдете, видете, повлечете иницијативата и така воопшто немаше да дискутира ниту да одлучува, бидејќи нема иницијатива. Они не прифатија. Денеска излегуваат и кажуваат дека тоа е измислено од мене, од Јана или не знам од било како, дека тоа не постои. Точно во законските одредби за деталните урбанистички планови и за генералниот урбанистички план е напишано, само што некој треба да има малце правна логика. Јас само ќе прочитам одредени делови од генералниот урбанистички план, односно викаат деталниот урбанистички план, како план од пониско ниво, бидејќи генералниот урбанистички ни е устав за нас, мора, значи не пишува може, не може, него мора, изричето стрикно, да биде усогласен со генералниот урбанистички план, односно со регулацијскиот план на генералниот урбанистички план, доколку истиот е донесен. Ние сме констатирале дека не е усогласено, бидејќи новиот генерален урбанистички план е донесен од 2012 и важи до 2022, односно 10 години. Овие планови се донесени пред тоа и не се усогласени со новиот генерален и има огромни недостатоци. И се вика во периодот од донесување на генералниот урбанистички план за град Скопје 2012-2022 до усогласување на деталните урбанистички планови, во случај нашите, кои ги донесуваат општините во составот на градот Скопје, деталните урбанистички планови кои се на сила, збориме за постоечките, можат да се применуваат само и исклучиво во оние делови од планскиот опфат кои се во согласно со генералниот урбанистички план на град Скопје 2012-2022, односно не се спротивни ниту на една негова одредба. И се ние имаме спротивни. Да. Значи, и со ова всушност ова ќе би бидат аргументите со кои ќе сега тука не пишува не пишува и не, значи, и не се применува. Ама логички е, ако нешто ти пишува дека може да се применува ако е во сите одредби, тогаш не се применува ако не е во согласно со сите одредби. И сега Уставниот суд, комората се фатија дека не стои такво нешто, ама има правна логика. Ако нешто не ти е усогласено со Уставот, нормално дека не можеш да го спроведеш. Да. Така да, добро. И ние го разбираме фактот дека лош дуб може да се замени само со нов, подобар дуб, но времето додека тоа ни се случи, ако во моментот се реализира дупот, односно се применува, извршува или не знам, било кој збор да го употребам, тогаш нема да имам истата слика во крајниот ефект кој што треба да го постигнеме. Ние треба да застанеме, како што сме застанале за сите нови постапки и потоа да донесеме нов дуп каде што ќе ги отклониме забелешките и ќе ги усогласиме.